Во следниот прилог ќе видиме што представуваат погодните дизајнерски решенија за нашите градини. Погодните дизајнерски решенија за градината представуваат развој кој се среќава со проблемите во сегашноста без притоа да се загрозат идните генерации. Според Кралскиот австралијански институт постојат 5 принципи на погоден дизајн. Одржување и враќање на биолошката разновидност, минимизирање на употребата на средства, минимизирање на загадувањето во воздухот, зголемување на здравјето, заштита и комфортот кај корисниците на градини и зголемување на свеста за природа кај луѓето. Во уредувањето на дворови, добриот дизајн треба секогаш да ги разгледува овие принципи и дизајнерите треба секогаш да им овозможуваат на своите клиенти информации околу селекцијата на растенија. Некои од стратегиите за погоден дизајн вклучува дизајнирање за енергетска ефикасност, тоест правење на сенки на северните, западните или источните прозорци и ѕидови во текот на летото и дозволување на влез на сончевите зраци во зимата. Редуцирање на употребата на вода. Некои растенија бараат помалку вода за полевање, па затоа е потребно нивното присуство во дворовите. Постојат многу екзотични растенија кои може да виреат и на нашето подневје, а сепак да имаат потреба од малку вода. Системот капка по капка за многу градини е одлично решение. Водата влага директно во коренот и тоа само толку колку што е потребно. Внимателниот избор на растенија може многу да допринесе за убавината на вашата урбана градина. При изборот најмногу треба да се внимава на тоа кои растенија виреат на нашето подневје. Уште една од стратегиите за погодниот дизајн вклучува и повторната употреба на почвата и материјалите кои може да се рециклираат на крајот од нивниот живот. При изборот на материјали треба колку е можно повеќе да се користат рециклирани. Употребата на локални производи го намалува транспортот и производството на јаглерод во воздухот. Минимизирањето на употреба на хемикалии и загадување на воздухот. Дизајнирање на продуктивни градини, тоест дизајнирање на градини во кои ќе бидат вклучени зеленчукот, овошјата и плодовите. Дизајнирање на зелени покриви и ѕидови. Се надевам дека овие професионални совети ќе најдат широка примена во вашите градини. Доколку нешто не ви е јасно, слободно обратете се на нашите телефони, тука е нашата екипа да помогне. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.